Добар ден. Денешен мој гостин во оваа емисија, во оваа интервју, сме со господинот Владимир Караев од Сдруженијето на граѓани Рубикон. Денешна тема за која што би сакале да разговараме со мојот гостин е врсничкото насилство, односно како да се справиме со тоа насилство кое што за жал во изминативот еден месец имаме околу 4 случаи кои што за жал едно заврши со убиство на малолетник, два обида за убиство на малолетници, еден случај каде што малолетник пукал со пиштол во паркот во Чаир. Да не зборуваме за тепачките кои што ја згрозија јавноста во изминатиот период, но повеќе за тоа ќе разговараме со господинот Владо, кој што ќе ни каже прашањето ни е зошто доаѓа до овие вакви случаи, што сака да постигнат младите со насилство и што прави Рубикон во изминатите неколку години колку што постоите, дали имате некакви конкретни акции? Најпрво благодарам за поканата. Драго ми е што конечно во последно време се отвара оваа тема која што долго време беше под тепих и се третираше како нешто не многу важно. Ние го работиме во 25 години, тоа е нашиот период и можам да кажам дека овие појави ги имало од секогаш, можеби сега се малце позачестени во однос на сајбер врсничкото насилство или можеби се повидливи заради нашите телефони, да така излегуваат до очите на јавноста, порано тоа не било случај. А кои се причините? Тоа се многу причини. Тоа зборува за еден дисфункционален систем кој што некаде затајува во повеќе пори. Тоа се деца кои што претпоставувам пројавувале некакво однесување кое што е асоцијално би рекол, уште во пораната возраст. Арно кај нас затајува детекцијата на временото забележување на ваквите појави, а со тоа и на времето справување со нив. Да не зборувам дека и превенцијата ни е многу слаба точка. А од друга страна, децата го гледаат она што ние го правиме, она што го правиме ние возрастите. Да вклучат било кој канал, особено во предизборна кампања, може да видат луѓе со титули од МР, ДР и така натаму, со високи формални компетенции кои што употребуваат насилна комуникација. Тие може да го вклучат каналот, собранискиот канал, каде што може да видат авторитети кои што исто користат насилна комуникација, тоа се нивни модели. Така да, јас не го вперувам прстот во децата, бидејќи тие имаат одговорност во зависност од нивната возраст. Ама имам дефинитивно недостаток, они имаат недостаток на позитивни модели со кои што би се идентификувале на малку поинаков начин. Така да овие деца кои што учествувале во конфликт со законот, ова се сериозни кривични дела, ова зборува дека нешто е пропуштено во многу повеќе години во растот и развојот на овие деца. А било видливо, секако имало некакви манифестации. Така, спомнавте дека дел од политичарите кои што нели се секојдневни корисници и секојдневно ги гледаме и на телевизиите и на социјалните мрежи како употребуваат насилство или па вулгарности во нивниот речник, а гледаме дека немаат санкции за тоа што се заштитени од законот, имаат некакви имунитети. Но децата за жал немаат ни имунитет, а за жал завршуваат и под земја. Како да се заштитат тие деца од користење на ладно оружје, кога ние секојдневно, ако сега ние двајца станеме и отидеме на бит пазар, може да се купиш било кој какво ладно оружје, од ножеви, пендраци, боксирачи, исто како што можеш да се купиш чорапи. Дали полицијата не ги забележува тие, затоа што тие се на некој начин индиректни учесници на тие такви настани? Тоа е интересно прашање. Еве само околу новогодишните празници имаме кампањи на национално ниво за заштита од користење на пиротехнички средства, петарди. И сега во истиот момент ние можеме да одиме било кој пазар, не само бит пазар, каде што бит пазар го земав како пример, што ми е најсвеж. Тоа е тоа. Значи можеме ладно оружје да купиме било каде. Јас би рекол не само ладно, можеби она другото оружје не е на тезга ставено, ама многу лесно достапно.
А другото е на тезга ставено, децата го гледаат, полициски службеници поминуваат покрај тоа, а во исто време има кампања. За мене тоа е еден демагошки пристап, дефинитивно, кој што исто така младите го гледаат. И било кое дете може да набави дел од тие средства кои што се законски забранети. Така да и тука ова го докажува дисфункционалноста на системот. Затоа што и пак ги амнестира децата од нивната одговорност во нивните однесувања. Затоа секогаш сакам да го вперам прстот во системот, всушност во нас возрастните кои што сме дел од системот. Децата се уште не се донесувачи на одлуки, не можат даш многу да влијаат на системот, ама децата се конзументи на сето она што го гледаме, што им го сервираме. Така, видовме вчера продолжеток на тепачката од две девојчиња од Јосип Брз Тито, каде што вчера има веќе и продолжување на настанот, каде што мислам дека Слободен печат го објави како сторија, каде што ученичката, која што е истепа ученичката, продолжува со својот триумфализам, иако родителите, наставниците и сите тоа претходно разговарале, но ефект, како што гледаме, ако веќе вчера она го сподели своето недело, како триумф, дали институциите, образованието, дали социјалните служби, дали педагозите си ја завршуваат добро работата, затоа што гледаме дека нема ефект. Еве, последниот пример е ова што вчера со девојчињата што се случи. Прво пак ќе кажам дека ова што се случи сега помеѓу таа група на девојчиња во тоа училиште, не верувам дека е првиот инцидент. Да, но тоа беше видливо за јавност. Тоа беше највидливо, затоа што случајно се извадија телефоните. Колку што знам, децата се повозрастни од 14 годишна возраст, тоа значи дека се кривично одговорни. Тоа значи дека законот треба да си преземе действија. Значи, соодветните институции мора да преземат действија и да побарат одговорност. Тука не фали нас, тука доцниме. Ние веќе сме задоцниле кога децата доаѓаат во конфликт со законот, бидејќи до тој пат е доста долг, многу често е долг. Побрво би прашал што се случувало до тој ден, како работи на превентивни активности тоа училиште и другите училишта. Колку е отворена комуникацијата со нивните родители, па во дадена ситуација се вклучат и други институции како Центарот за социјална работа, МВР, превенција, Одделението за превенција или малолетничка деликвенција. Така да, ако системот не реагира навремено, тогаш реагираме кога имаме пожари, како овој. А кога имаме пожари, не фаќа паника, не знаеме како со пожари и многу често посегнуваме по нешто што не е баш соодветно, како поречната кофа, наместо кофата вода, во огинот ја фрламе кофата со бензин. Тоа е нашата пракса и нашиот главен спорт е пожарникарство. Ние не знаеме да работиме на превенција. Така, дали еве, може повторно ќе се навратам на еден немил настан кој што се случи во Србија. Дали тоа не беше доволен аларм за нашите институции да преземат посериозни чекори во едукација со малолетниците или па со повозрастните, мислам деца кои што си имаат над 14 години? Прво морам да кажам дека случајот Рибникар, јас не го ставам во врсничко насилство. Тоа е инцидент од какви да е размери. Тоа е инцидент. За да биде врсничко насилство, тоа треба да има некакво повторување, некаква хронологија. Но сепак тој случај прво го зголеми стравот кај многумина од нас и како родители и како наставен кадар и институции и навистина се мобилизира. Но па тоа предизвика нови проблеми. Наставниците и родителите почнаа да се плашат од секое палаво дете и во секое такво дете гледа потенцијален рибникар. Тоа е веќе нешто сосема спротивно. Добро е тоа што се презема некакви иницијативи од државата и среќа што Рубикон, тимот на Рубикон е автор на две програми кои што преку Министерството за образование и Бирото за образование и развој учествува во едукација на основните училишта со две програми. Едната е за конфликти со учениците и помеѓу учениците и уште една програма е за врсничко насилство и сајбер насилство. Во основното образование тоа ќе трае 3 години во програмата каде што има 30 на теми. Секој наставник може да одлучи да одбере по 2 теми на годишно ниво. Ангажиравме 40 предавачи за овие теми ширум целата држава. И тоа е супер. И навистина видовме дека интересот кај наставниците е голем.
Конечно, за жал треба да се случи нешто црно за да нас да потикне некаква одговорност, да се разбудиме, да почнеме да работиме, да делуваме некако. Ама и тоа не е доволно. Еве да речеме, сега патуваме во ладно до тој степен, таа страв многу често неоснована, да имаме случаи каде што се повикува полициски органи за дете кое што направило врсничко насилство, а е второ деление. Што нонсенс. И доаѓа полициски службеник, отвара тефтер, го вика донесете ми го детето, гледа детенце од 6 годишна возраст, 7 максимум, и го затвара тефтерот, вика јас не сум за ова. Тоа значи дека во тоа училиште ниту работеле на превенција, ниту си ги знаат ингеренциите и овластувањата, одговорностите, штом пречекориле некои чекори, викнале полиција. И сега, каде се тука сточните служби, каде се тука родителите, класни раководители, каде се тука центри за социјална работа? Така да, многу често ние не знаеме каде сме кога ќе не фати паника. Дали се изгуби она едукативниот момент од образованието? Ја мислам дека тука си е паралелно светот да си оди, особено што не можам да ги генерализирам ситуацијата, бидејќи имаме наставник кој што во исто време на неговиот час и ги работи на таа когнитивна некоја активност, но и воспитната компонента дефинитивно не изостанува. Имаме наставници кои што верували или не во нашите обуки ни викаат дека одамна училиштата немаат воспитна дејност. И викам, окей, изгуглете ми го тоа, баш да го видам, бидејќи јас немам таква информација. Имаме наставници кои што па бара да се врати тој стариот систем кога на оние педагошки мерки добро познати за нас функционирале. Тоа значи дека ние имаме сериозни проблеми во образованието. Еден од најтажните работи што можам да констатирам во образованието, кога ќе кажат дека наставниците немаат повеќе механизми за справување, дека новата генерација е ваква или онаква, ама можам да кажам дека во основно образование од 2000 година од страна на Министерството за образование функционира упатство за справување со врсничко или било каков вид на насилство, занемарување или злоупотреба на деца. Кога имаме обуки со наставниците кои ќе ги прашаме дали знаат за тоа упатство, верували или не, многу мал процент, тоа е едноцифрен број, многу мал процент воопшто слушнале за таквото упатство. И сега тоа значи дека голем дел од училиштата воопшто не го третира соодветно. А тоа упатство е одлично направено со сите чекори како се пријавува, кој пријавува, кој до каде има одговорност и така натаму. Навистина тоа е многу детален документ. Може би треба поголема кампања да се направи. Може би кампања, јас сум за кампања која треба да подигаме свест на граѓаните. Арнама за професионалци кои што имаат формални компетенции, кои што земаат плата за тоа. За нив е доволно само еден допис да го видат и да знаат како да се справуваат. Така да тука не би за кампања, тука сум малце по брутално искрен, ја не би кампања за наставници, доволно е само еден допис и сите го имаат тој документ, достапен има во секој време, како и на нас на мобилни телефони може да го извадиме. И замислете, кои ќе ги прашат на училиштата, каква е ситуацијата со врсничко насилство, имате ли евиденција? Доколку не се употребува ова упатство, ниту имате евиденција колку пати се случило, ниту имате евиденција дали се работи за врсничко насилство или изолиран инцидент, или кој вид на врснично насилство е најзастапен, или дали оваа година сме подобри во однос на минатата и на што треба да работиме. Така да, еве еден лесен начин како ние да почнеме со превенција и справување, уште во основните училишта, ама тоа треба да го шириме. За среќа, ние како тимот на Рубикон работиме во многу училишта низ цела држава и обавезно го даваме на секој учесник упатството како една абецеда да знаат каде да почне. Морам да кажам дека во новиот проект сега, кој што денеска го завршуваме, го финализираме со цела документација, насловен како Сите во акција за безбедни училишта, токму имаме во рамките на проектот Граѓанска отпорност, подржан од програмата за подобрување на техничка поддршка за подобрување на граѓанските организации, финансиран од Европска унија. Имаме дадено предлог поенти на Министерството за образование, кое што во моментот работи на такво упатство, уствари еден вид на упатство во Законот за средното образование, каде што укажуваме на доста слабости во Законот за средното образование, даваме предлози како тоа би се надминало врсничкото насилство.
И документот е веќе предаден во Министерството за образование, таму зборува за различните одговорности на професионалците, на родителите. Да речеме само еден пример. Препознаено во средното образование како одговорност на директорот со парична глоба од 500 евра доколку не пријави било како вид на насилство. Од тука се амнестирани сите вработени во училиштата. И сега ние даваме предлог како таа одговорност да се прошири кај сите, а да не биде фокусирана само на едно лице кое што може во моментот и да нема информации, а имаат информации било кој други од наследниците. Исто така се предвидуваат како да се поттикне одговорноста на родителите во соработката со училиштата и доколку тоа не оди, да има парична глоба за родителите кои што имаат неодговорен родителски пристап кон децата кои што прават врсничко насилство или било какви други негативни појави. За ово упатство, за овој полиси бриф кој што е испратен во Министерството за образование, заслужна е адвокатската канцеларија на Маја Ристова, која што е наш соработник како стручен правен експерт. И чекаме одговор од Министерството, се надеваме дека дел од оние препораки од Маја Ристова ќе бидат прифатени во новиот закон за средно образование. Значи, морам да кажам дека пред да го впериме прстот кај децата и родителите, мораме да видиме дали ни е системот функционален. Она што исто така загрижува со последните случаи е и обидот да се стави етничка позадина на сите тие инциденти, кое што е пракса секогаш пред избори да имаме некакви инциденти со учениците, делува во автобуските станици, во автобусите, на улица, во училиштата. И видовме и со последните случаи убиството во Прилеп. Првичните информации беа дека убиеното дете од ромска етничка припадност, тепачкато вчерашното пробудување во Мавровка дека македонче прободено од албанче. И сега доаѓаме до прашањето дали убиците или сторителите мора да имаат етнички предзнак. Убиеното дете е убиено дете, не мора да значи од која етничка припадност доаѓа, но дали сега во предизборието ќе зачестат ваквите обиди каде што едната политичка партија ќе го обвини министерот дека е неспособен да расчистува и безбедноста на граѓаните ќе биде во хаос, додека другата политичка партија ќе обвинува дека ова се случува заради претходниот министер дека не воспостави ред и дали обвинувањата партиски ќе си се препикуваат, а безбедноста на децата и учениците сепак ќе остане статус-кво или без решение. Дали имате некакви конкретни препораки како да се намали ова ситуација за учениците, наместо во своите ранци да носат ладно оружје, да си ги вратат тетратките и моливите? Да, дефинитивно имам препораки. Прво, да се спречи оваа неказнливост кај возрастните, кај професионалците, кај авторитетите, кај моделите, почнувајќи од горе, од политичките структури. Има препорака едукација не само на професионалците кои што не водат државата, исто и на новинарите. Мораме да признаеме дека и во новинарството имаме доста големи проблеми, новинари кои што апсолутно не име таму местото. Значи имаме еден таков сензационализам. И ако ќе ги видам тие вести, се ужаснувам кога на насловот се става етничка припадност на жртвата или на вршителот на насилство. Врсничкото или било кој вид на насилство нема боја. Не познава етникум или било каква разлика. Значи, или имаме вршител на насилство, имаме жртви, така треба да се третира. Во оваа потрага, во трка за лајкови, за читаност, ние имаме такви сензалистички наслови кои што мене ми даваат отпор да ги читам понатаму. Дел од тие не сакам да ги читам. Јас имав неодамна поставено прашање од новинар со микрофонот пред мене, каде што новинарката ми вика дали сметате дека скратени се ингеренциите на наставниците во справувањето со врсничкото насилство и воопшто со оваа нова генерација. Ја на тоа прашање поставив прашање, викам за кои ингеренции мислите? Да се вратат шамарите и стапчето? Затоа поставив прашање, викам инаку ова ми е омилена, една од омилените теми
И малку збунета ми врати и повика, не, во денешно време наставниците дури не можат ни да ги искараат учениците, а камоли нешто друго. Тоа значи 3 точки. Што е тоа другото? Ја викам, не знам за некакви ингеренции кои што им се одземени, освен знам дека со новата технологија, со развојот воопшто на планетава, некој установил дека насилството, физичкото казнување веќе не е дел од оваа цивилизација, дека треба да оставиме за минатото. Имаме нови мерки, позитивни мерки, имаме укази, имаме протоколи кои што ни даваат јасни чекори како да се справуваме. Имаме разговор, доверба, авторитет врз база на пријателски пристап, имаме педагошки мерки, механизми кои што апсолутно ни даваат една таква артилерија на механизми, ама треба човек да има вештини да ги препознае и да знае да ги употреби. И сега, кога ги видите дека моделите и во новинарството на нашите деца се такви, што останува понатаму? А вие новинарите треба да ја креирате јавната свест. Вие треба да бидете главни едукатори во оваа ситуација. Исто така и овој дел од инфлуенсерите, тиктокерите и јутјуберите исто така се. Они не се професионалци. Денеска јутјубер може да биде било кој, тиктокер било кој. А но сакам да кажам, пазете, мојата изјава не беше дадена на нивниот ТВ медиум, а но затоа беа сите други изјави дадени. Зошто не беше даден? Наводно уредникот рекол дека ова парче треба се сечи. И јас да сум уредник на таа телевизија, јас би го сечал, затоа што на тој начин ќе треба да го валкам угледот на мојот медиум, на моите новинари, на моите колеги, јас како уредник. И замислете, тоа се случи на конференцијата, каде што Рубикон ја организираше конференцијата како завршен настан на проектот Сите во акција за безбедни училишта. И председателот на Рубикон сите изјави беше изземен од неговата изјава заради нестрикното прашање од страна на новинарка. Така, значи Ја поздравувам јавно. Да, не сакам да го кажам. Значи, како и да е, тоа останува на професионализмот, на непрофесионализмот. Советот на етика да реагира и евентуално да има некој укор, но затоа постојат новинарите и местото на новинарството таму каде што сме, но еве да се вратиме повторно на конкретната тема. Вашите препораки се медиумите, политичарите, родителите, наставниците, конкретно ако добро ве разбрав, да работат на едукација со младите и секој да има на крајот денот, ако веќе нема начин на соедукација, да има и санкции за тоа да биде модел и пример за останатите дека не може да помине неказниво. Прво, секој од нив треба да работи, секој од нас треба да работи на себе. Доколку сите работиме на себе, на нашата професија, и ако сите бидеме професионални во на што го работиме, ние нема да имаме никакви проблеми на планетава. Ова место за живење ќе биде многу поубаво. Ама не сме сите еднакво професионални и одговорни. Не сите работиме на себе. А ние сме модели. Децата не гледаат нас и го прават тоа што го гледаат од нас како модели. Инаку имаме други препораки. Не, мораме да се подпреме на превенција за да не дојдеме до пожари. Значи, мораме тука да бидеме проактивни, крајно мобилизирани. Да сум наставник, например, ја имам обврска од мојот клас кој што го преземам денес, да направиме една позитивна атмосфера, другарска атмосфера, полна со кохезија, доверба помеѓу нив, соработка, емпатија, комуникацијски вештини, тимска работа. На тој начин на кој јас работам со мојот клас, нема да имам нити врсничко насилство, нити никаков проблем, дали се тоа разлики во однос на етнички разлики, дали се социјални, било какви. Арнама недоволно посветуваме на внимание на она градење на позитивна клима во деление, во градинка, во групата. И на крај ние имаме поделеност во сите пори во нашето општество и децата гледаат како и наставниците се поделени помеѓу себе. Не само по етничка основа, не политичка основа, возрастна основа. Има многу основи. И сега пак доаѓаме до тоа. Децата го гледаат тоа што ни го правиме. Значи мора да почнеме од нас. Да почнеме нешто да менуваме. Ако сакаме да менуваме средината и животот на децата, мораме да почнеме со менување нашето однесување. Да не бидеме како на попотиоџа да слушаме што зборам, не гледаш што правам. Мора да покажеш со твоето однесување, за да детето научи како треба.
Така, ви благодарам многу за ова гостување, а на вас, драги гледачи, ви посакувам убав остаток од денот. На жените во нашата држава им посакувам среќен 8 март и да продолжат да си ги бараат своите права, да бидат рамноправни со мажите. Уште еднаш пријатно од нас со нова тема и нови гости во следно издание.